А ние продолжуваме понатаму, се одиме во Штип, по мајка македонец, заљубен во Свети Николе, живее во Шведска, а тагува по Македонија. Тоа е Накусов Видан Насков, кој е гостин во овие вести. Дејан, што се случуваше попладнево во Свети Николе? Да, Лидија, попладнево во Свети Николе натурализираниот шведенец со голема љубов и срце и душа во Македонија, Видан Насков ја донесе својата, да речем слободно, ако веќе се брои 30-та донација во својата 15 годишна неуморна активност да го дарува и да му помага на своето сакано Свети Николе. Оваа донација се состоеше во спортски реквизити и спортска опрема на спортските клубови, меѓутоа исто така и спортска опрема на спортските екипи од основните училишта во Свети Николе. Ова не е прв пат овој Свети Николченец да дарува со срце и душа за своето Свети Николе. Можеби ќе се изненадат и гледачите кога сега ќе го слушнеме Видан Насков дека тој не зборува македонски, зборува српски, меѓутоа како што вели тој самиот, љубовта и филантропиството кој што е во него останува во градот на Овчеполието. Господине Насков, веднаш се поставува едно обично прашање. Прво, добро вечер и добро дојдете во вестите на Канал 5. Хвала полно. Едно најобично прашање. Зошто? Па ради тога што са мојим пријателем, легендом фудбала Македонија, Горданом Здравков, пошто сме пријатели, дошло е до разговора о фудбалу, какво имају услови за фудбал, дали имају могуćности да деца се баве фудбал. Он каже имамо 30 деца, само 3 лопте. И онда се развила иницијатива код мене да помажам Светом Николе со спортским опремом. Насков, господине Насков, вие сте своевиден амбасадор на Македонија на северниот дел од Шведска, каде што таму мештаните ретко слушнале за земјата која што е Среде Балкан. Како оди афирмацијата? Ја знаат ли веќе жителите од градот кај што живеете веќе повеќе од 20 години? Пошто ја радим како професор физкултуре во школи, цела моја школа е са дресовима македонских спорташа, Лазаров, Ефремов, све со слики о Македонија, тако да наша школа е више македонска него шведска. Тако да сви у мом град знају где е Свети Николе и где е Македонија. Кој град? Еншелсвик на северном делу Шведske, 650 км од Штокхолма на север. Како реагираат швеѓаните на ова? Они јако позитивно реагирају на тоа и они су позитивни и желе да помогну, да се помаже и далje Светом Николе и Македонија, пошто е велики интерес да омладина има могуćност да се бави спортом, да се не одвлачи на друге стране негативне у животу, као што е дрога, пиче, алкохол и све тоа. Да, не само и спортот, тука се извидниците, тука се од другите организации. Сад овим путем исто сараđujemo финансиска помоć за извидничко друштво Гоце Делчев, кој сараđujem исто толку puno година sa Aleksandrom Stojanovom, кој исто велики посол ради заедно, без njega исто ово би јако било тешко да се оствари, пошто ја морам да имати исто неког у Македонија да ми помаже да тоа буде сигурност. И овим путем се одвајају финансиска средства за изградњу извидничког центра и центар за слободне активности за омладину. Так, два пати во годината, на пролет и на есен, видане во Свети Николе со донации. Денеска, како што се беше прокоментирано, на еден чекор по високо ниво имаше интереси од шведската амбасада. За накратко на тамошните чекори, како ова се повеќе да се афирмира? Афирмација, ја се надам стварно да шведска амбасада ќе се уклучи у тај проекат, да нам помогне за развој, буде исто за материјални услови, а исто тако за спортски услови да се уклучи у тај проекат. Јер овај проекат ја не могу сам да го радим, ја морам да имам луѓе кои су исто важни кои ја да тај програм буде. Така, значи 15 години не само што се 15 години, меѓутоа и малку и повеќе. Да. Насков, ти благодарам за разговорот, верувам дека веќе напролет ќе имаме повторно средба. Јас се исто надам и јако ми е драго да Канал 5 покажува интерес за ову донација и за Свети Николе. Puno hvala. Благодарам, Лидија. Ова беше Видан Насков, филантропот од Свети Николе или шведскиот Свети Николчанец.